S-класа е посебен автомобил што Мерцедес наведува многу висока лојалност на клиентите. Во Западна Европа 80% од купувачите од S-класа ќе продолжат да купуваат адекватни Мерцедеси, додека соодветниот број во Америка е 70%. Значи, поставени се високи цели за новата генерација. Визуелно вообичаените теми се за најновиот Зондер клас, што значи долго, добро тело со 4 врати кое е растегнато пошироко, повисоко и има подолго меѓуоскино растојание кога го споредуваме со стариот модел однадвор и раскошна, просторна кабина проширена за 38 мм напред и 23 мм позади. Има дополнителен простор за лактите, како и дополнителни 16 мм простор за главата за патниците на задните седишта. Затоа можеби вреди едноставно да се фокусираме на технологијата која ги има на претек во новата S-класа. Првенствено ќе забележите дека внатрешноста е поврзана со екраните кои се насекаде. Ова е деби на втората генерација на корисничкото искуство на Mercedes-Benz, кој впрочем е дигитализиран однос на човекот и машината. Компанијата наведува намалување на 27 копчиња на контролната табла како една од придобивките на дигитализацијата. Инструментите се сместени на 12,3 инчен дисплеј, но сега е тридимензионален по изглед и е засилен со главен дисплеј над него, што има зголемена дефиниција дотеран да ја емитува проекцијата како да е на одредено растојание пред автомобилот. Како што велат од Мерцедес, тоа е еквивалентно како да има 77-инчен телевизор што лебди десетина метри пред S-класата. На централната конзола доминира 12,8-инчниот екран во OLED технологија и е за 64% поголем во својата област на прикажување од екранот кај претходникот. Со овие предиспозиции, втората генерација на MBUX има сериозни можности. Например, гласовниот асистент на седмата генерација A Mercedes е уште повеќе способен за учење и диалог и може течно да ги разбира упатствата на 27 различни јазици. Камерите во горниот контролен панел ги учат движењата на телото на патниците за да ги предвидат нивните желби и да активираат соодветната технологија во подготвеност. И патниците од вториот ред добиваат своји OLED екрани кои можат индивидуално да се конфигурираат според желбите на нивните срца. Амбиентот на интериерот е исто така подобрен со 250 LED диоди како дел од внатрешното осветлување. Сепак, безбедноста е императив во новата S-класа. Управувањето со 4 тркала е дел од дополнителната спецификација. Вртењето на задните тркала во спротивна насока од предните не е нова работа за автомобилската индустрија. Кај новата S-класа аголот на управување достига 10 степени што го намалува кругот на вртење. Кај верзијата со зголемено меѓуоскино растојание и погон на сите тркала е за 1,9 метри помал кругот на вртење кога ќе се спореди со веќе пензионираниот модел. Безбедноста е поддржана со пакет за помош при возење со вклучување на предвидливата усогласеност со ограничувањата на брзината, додека опционалното цилиндрично задно воздушно перниче може да ги ублажи повредите на главата и вратот на патниците на задните седишта. Во меѓувреме, воздушната суспензија и Active Body Control ја следи состојбата на возењето до 1000 пати во секунда и за која Мерцедес вели дека е толку пријатна за квалитетот на возењето што само лебдењето е подобро. Исто така може да го потигне целото тело на S-класа за 80 мм за само неколку десетини од секундата, ако открие предстоен несакан удар. Покрај безбедноста, S-класата несомнено е еден од најхедонистичките остварувања во автомобилската индустрија. За аудиофилите понуден е систем Burmeister кој емитува 4D звук преку 30 звучници и 8 возбудувачи, односно твитери, додека со претходно осветлување се управува со мултибим LED или целосни дигитални светлосни системи.
Последното од нив дозволува нови функции, како што е проекција на помагалата за обележување или символи за предупредување на патот што следи, а дигиталното светло има 3 LED светло модул во секој фар, прекршен од 1,3 милиони микроогледала, што значи резолуцијата е повеќе од 2,6 милиони пиксели по возило. Конечно, исто така се очекува дека во втората половина на 2021 година S-класата ќе може да се вози во условно автоматизиран режим со опционален автопилот, дозволувајќи му на возачот да извршува други задачи додека автомобилот се грижи сам за себе во густиот сообраќај. За дигиталните остварувања на новата S-класа може да зборуваме на долго и на широко. По се изгледа дека и на корисниците ќе им треба доста време да ги совладаат понудените солуции. Сепак, колку и да бидат дигитализирани, автомобилите ги красат некои традиционални остварувања кои колку толку се уште играат важна улога и се фактор кога се одлучува за купување на нов автомобил. Просторот на багажникот е зголемен за 20 литри во однос на претходникот и сега има 550 литри. Коефициентот на отпор на воздухот на седмата генерација е намален на 0,22, што го прави еден од најаеродинамичните автомобили во светот. Неговиот 4-зонски термотронски систем за контрола на климата има 17 чекорни мотори за контрола на температурата и дистрибуцијата на воздухот напред и мотори од 20 чекори на задниот дел, додека повеќе од 98 килограми компоненти во автомобилот се направени од материјали што зачувуваат ресурси, со понатамошни 120 делови направени од рециклирани материјали, 2 пати повеќе отколку во претходникот и уште 40 килограми направени од обновливи суровини. Од лансирањето сите мотори ќе бидат 6-цилиндерски. Дизелите се 2,9 литарски со турбополнач, а бензинците 3 литарски, од кои 2 се засилени со технологија на благ хибрид. EQ-Boost додавајќи дополнителни 22 коњи и уште 250 Нм електрична помош згора на максималниот вртежен момент, добиени од моторот на внатрешно согорување. Првичната понуда се состои од бензинците S450 со 376 коњски сили, S500 со 435 и дизелите S350D со 286 или S400D со 330 коњски сили. Сите овие се со погон на сите 4 тркала 4 матик, иако S350D може да се специфицира само со погон на задните тркала. Најспор е S350D, кој го совладува спринтот до 100 км на час за 6,4 секунди, а кај најбрзиот S500 трае само 4,9 секунди за истиот репер. Максималната брзина на сите автомобили е ограничена на 250 км на час. Но, иако екостатистиките се прилично пристојни и се манифестирани со потрошувачка на гориво од 6,4 до 9,5 литри на изминати 100 км и емисии на CO2 од 168 до 216 грама на километар, вистинскиот еколошки шампион ќе биде се уште неодреден, но веќе потврден со плагин хибриден модел. Се што Мерцедес вели во моментот е дека новиот хибрид ќе има целосно електричен опсег од 100 км, што е повеќе од двојно од она што S560T можел да го постигне во режим на нулта емисии, па едва и чекаме да слушнеме повеќе за новата конкретна верзија.